Ова само покажува, овај обид на ВМРО-ДПМН покажува дека се во очај и, како што кажав и во оваа пресконференција, дефинитивно се во очај кој што ја тресе владата за скандалот за кој што веќе зборувавме на пресконференцијата, за 3000 партиски вработувања кои ги планира Изедмиџити, а за кои што Мицкоски гледаме дека се уште молчи. Очајни се овие обиди на ВМРО-ДПМН, ставовите на новинари да ги прикажат како ставови на СДСМ. Комедија е секако да се прикаже дека СДСМ е антизападна партија, кога ние дефинитивно со сите дела во изминатите години, па и сега, покажуваме и да кажуваме дека сме партијата која што дефинитивно на оваа земја и посакува и работи на европска иднина. Го разбираме ние нивниот гнев во ситуација кога немаат ниту еден конкретен успех, кога немаат ниту една реализација која што е во корис на граѓаните. Еве ВМРО-ДПМН наместо да се занимава со вакви лаги и со вакви манипулации, треба да излезат пред граѓаните и да им објаснат зошто имаат толку повисоки сметки. Зошто цените во маркетите се толку високи. Зошто граѓаните не можат да врзат крај со крај и како мислат да го подобрат нивниот животен стандард. За тоа треба да зборува ВМРО-ДПМН, а не да прави дефокус, обидувајќи се да ги етикетира новинарите, да обвинува со лаги и со манипулации, само за да дефокусира од реалните проблеми кои што ги имаат граѓаните и кои што ги има државата.